Молитви пред светата причест. Човеку, сакајќи да го јадеш телото Господово, со здрав пристапи за да не се искориш зашто е оган. Пиејќи ја пак божествената крв за заедничарство, помири се најпрвин со оние кои ти сториле некоја неправда. Тогаш смело јади ја таинствената храна. Пред да се причестиш со страшната жртва, животворното тело Господово, помоли се со трепет на овој начин. Молитва прва на Свети Василий Велики. Владико, Господи Исусе Христе, Боже наш, извору на живот и бесмртност, создателу на сета видлива и невидлива твар, совечен и со безпочетен Сину на безпочетниот Отец. Ти кој заради безмерната добрина во последните денови во плод се облече, се распна и беше погребен заради нас, неблагодарните и неразумните, и со крвта своја го обнови нашето естество во грев пропаднато. Сам ти, бесмртен цару, прими го покајанието од мене грешниот, приклони го увото твое кон мене и слушни ги зборовите мои. Согрешив, Господи, му сгрешив на небото и пред Тебе, и не сум достоен да погледнам во висините на славата Твоја. Зашто ја разгневив благоста Твоја, одстапувајќи од заповедите Твои и не слушајќи ги повеленијата Твои. Но Ти си, Господи, незлобив, долготрпелив и многомилостив, и не си ме предал да погинам во беззаконијата мои, секогаш очекувајќи го моето враќање. Зашто си рекол, човеколюбче, преку Твојот пророк, не ја сакам смртта на грешникот, туку да се обрати и жив да биде. Не сакаш, Владико, делото на рацете Твои да го погубиш, ниту ја благоволиш човечката пропаст, туку сакаш сите да се спасат и да дојдат во познавање на вистината. Затоа и јас, иако сум недостоен за небото и за земјата, па и за овој привремен живот, самиот себе си починувајќи му се на гревот и на сластите робувајќи им, и Твојот образ сквернејќи го, сепак Твое творение и создание сум, и не очајувам јас бедниот за своето спасение, и дрзнувајќи се на Твоето безмерно милосрдие, приоѓам. Прими ме затоа и мене, човеколюбив Господи, како блудницата, како разбойникот, како митарот и како заблудениот син. И земи го моето тешко бреме гревовно. Ти кој ги земаш гревовите на светот и немоќите човечки ги исцелуваш. Ти кој ги повикуваш измачените и обременетите при себе и покој им даваш. И кој не си дошол да ги повикаш праведните, туку грешните на покаяние. Очисти ме од секоја скверност на плотта и духот и научи ме да ја извршувам светињата во страв Твој, да со чисто сведоштво на совеста моја, да примам дел од светињите Твои, да се соединам со светото тело и крв Твоја, и да те имам Тебе жив и во мене да престојуваш со Отецот и Светиот Твој Дух. Да, Господи Исусе Христе, Боже мој, нека не ми биде за осуда причестувањето со пречистите и животворни Твои тајни, ниту да изнемоштам со душа и тело, зашто недостојно се причестувам со нив. Туку дај ми се до конечното издихание мое, неосудено да примам дел од светињите Твои, за заедница со Светиот Дух, на попатнина за вечен живот и за благопријатен одговор на страшниот Твој суд. Та и јас со сите избрани Твои да бидам заедничар на Твоите неминливи блага, што си ги приготвил за оние кои Те љубат, Господи, во кои си препрославен вечно. Амин. Молитва втора на Свети Јован Златоуст. Господи Боже мој, знам дека не сум достоен ниту подобен да влезеш под покривот на храмот на душата моја, зашто сиот е пуст и урнат и нема во мене достојно место каде глава би приклонил. Но како што од висините заради нас се смири себе си, смири се и сега на смирението мое. И како што си повелал во пештерата и во јаслите безсловесни да легнеш, така дојди и во јаслите на мојата безсловесна душа и влези во моето осквернето тело. И како што си повелал да влезеш и да вечераш со грешниците во домот на Симона Прокажениот, така влези во домот на мојата ништожна душа, лепрозна и грешна. И како што не си ја отфрлил сличната на мене блудница и грешницата која ти пристапи се докосна до Тебе, така смилувај си на мене грешниот кој приоѓам и те допирам. И како што не си се згнасил од нејзината скверна и нечиста уста која те целиваше, не возгнасувај се ни од мојата уста, поскверна и понечиста од нејзината, ниту од гадните и нечисти мои устни,
и од скверниот и нечист мој јазик. Жарта на пресветото Твое тело и честната крв Твоја, нека ми биде за осветување и просветување и здравје на мојата смирена душа и тело. За улеснување на претешките мои согрешенија, за запазување од секако ѓаволско дејство, за одгонување и сотирање на моите злобни и лукави навики, за умртвување на страстите, за стекнување на заповедите Твои, за умножување на божествената Твоја благодат и за добивање на царството Твое. Зашто не приоѓам кон Тебе, Христе Боже, со омаловажување, туку како оној кој се надева на Твојата неизглаголива добрина, та оддалечувајќи си надолго од заедница со Тебе, да не бидам уловен од духовниот волк. Затоа те молам Тебе, како единствен свет, Владико, освети ми ја душата и телото, умот и срцето и сета моја утроба, и сиот обнови ме. И вкорени го стравот Твој во телото мое, и светоста Твоја направи ја неразделна од мене. И биди ми помошник и застапник, насочувајќи го во мир мојот живот, и удостој ме да застанам одесно Тебе со светиите Твои, по молитвите и молбите на Твојата пречиста мајка, на невештествените служители Твои и пречистите сили и сите светии, кои од искона Ти благоугодиле. Амин. Молитва трета на Свети Симеон Метафраст. Единствен чист и нетленен Господи, заради неискажаната милост на Твоето човеколюбие, сета наша плот ја восприми од чистата и девствена крв на онаа која надумно те роди, со слегувањето на Божествениот Дух и благоволението на присносушниот Отец, Христе Исусе, премудрост Божја и миру и сило. Со примањето на животворните и спасителни страданија, го зеде на себе крстот, клинците, копјето, смртта. Усмрти ги моите душетлени страсти телесни. Со Твоето погребение го плени царството на адот. Погреби ги со благи помисли моите лукави намери и сотри ги духовите на лукавството. Со Твоето тридневно и животоносно воскресение го подигна паднатиот праотец. Подигни ми и мене во грев паднатиот, давајќи ми образи на покаяние. Со Твоето преславно вознесение ја обожи примената Ти плот и со самото седење одесно на Отецот ја почести. Удостој ме преку причестувањето со светите Твои тајни да ја добијам десната страна при спасените. Со слегувањето на Твојот Дух Утешител, Ти ги направи Твоите свештени ученици скапоцени садови. Покажи ми мене приемник на тоа пришествие. Ти кој повела повторно да дојдеш за да исудиш на Вселената по правда, благоволи и јас да те сретнам на облаците, судио и создатело мој, со сите свети Твои. За бескрајно да Ти славословам и да те воспевам Тебе, со безначалниот Твој Отец и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Молитва четврта на Свети Симеон Метафраст. Како на страшниот и непристрасен Твој суд стојам, Христе Боже, и осуда изговарам. И злоделата што ги сторив ги исповедам. Еве денес, пред да дојде денот на мојата осуда, стојам крај Твојот жртвеник, пред Тебе и пред страшните и свети Твои ангели, и потиштен од мојата совест ги принесувам, ги објавувам и ги разобличувам моите лукави и беззаконни дела. Погледни ја, Господи, мојата смирност и прости ми ги гревовите мои. Види колку се умножиле моите беззаконија, повеќе се од влакната на мојата глава. Кој ли зло не го сторив? Кој ли грев не го направив? Кој ли лукавство не го смисли душава моја? Зашто и дела беззакони сторив? Блуд, прелюба, гордост, суета, осудување, хула, празнословие, недолично смеење, пијанство, лакомост, пријадување, омраза, завист, сребролюбие, грабеж, неправда, сладострастие, гневност, клеветење, беззаконие. Секое моje сетило и секој мој член го осквернив, го расипав и непотребен го сторив и целиот станав демонско дувло. Знам, Господи, дека беззаконијата ја надраснаа мојата глава, но знам и дека е безмерна штедроста Твоја и дека е неискажана милоста на незлобивата Твоја добрина. И нема грев што не е поразен од човеколюбието Твое. Затоа чудесен цару, незлобив Господи, стори го чудото на милоста Твоја и покажи ја и на мене грешниот силата на добрината Твоја. Открија крепоста на Твоето со милосно благоутробие и прими ме мене грешниот кој се каам. Прими ме како што го прими заблудениот син, разбойникот и блудницата. Прими ме мене, кој неизмерно Ти изгрешив,
и со зборови, и со дела, и со срамна похода и неразумни помисли. И како што ги прими оние што дојдоа во 11-тиот час, иако ништо достојно не беа сториле, така прими ме и мене грешниот, зашто многу сгрешив и се осквернив, и светиот твој дух го разжалостив. И го огорчев твоето човеколюбиво срце, и со дела, и со зборови, и со помисли, ноќе и дење, јавно и тајно, сакајки и не сакајки. И знам дека ќе ги положиш пред мене гревовите такви какви што ги сторив, и ќе бараш сметка за се што свесно и намерно согрешив. Но Господи, Господи, со праведниот суд Твој, со јароста Твоја не укорувај ме, и со гневот Твој не ме казнувај. Смилувај се на мене, Господи, зашто сум кревко создание Твое. Ти го утврди, Господи, во мене стравот Твој, а јас пред Тебе злоотворев и Тебе единствениот Ти сгрешив. Но те молам, не суди го слугата Твој, зашто ако на беззаконијата гледаш, Господи, Господи, кој ќе остане? Јас сум безнагревовна и недостоен сум поради безбројното мноштво беззаконија да погледнам на Твојата небеска висина, зашто изобилував со секој злочин, лукавство, сатанска препреденост, расипаност, расипништво, блуд, чедоморство, злопамтење, наговарање на грев, гневење и безброј други страсти. Со кој ли грев не се запустив, кој ли зла не владеја со мене? Секој грев го сторив, секоја гнасотија ја внесов во душата моја и непотребен ти станав Тебе, мојот Бог, и на луѓето. Кој ќе ме подигне мене паднатиот? Господи Боже мој, во Тебе се надевам. Ако постои надеж за моje спасение, ако човеколюбивоста Твоја го победува мноштвото мој беззаконија, биди ми спасител. И по милоста и милосрдието Свое, отпушти, остави и прости ми се што ти сгрешив, зашто душава моја се исполни со силна пропаст и во мене нема надеж за спасение. Смилувај се на мене, Боже, по Твојата голема милост и не возвраќај ми според делата мои, туку обрати ме, заштити ме и избави ја душава моја злото што во неа расте. Спаси ме заради милоста Своја. Нека таму каде што обилува гревот, уште повеќе се умножи благодата Твоја, а јас ќе Те прославувам во сите денови на животот мој, зашто Ти си Бог на оние кои се каат и спасител на оние што грешат. И Тебе слава Ти вознесуваме со безначалниот Твој Отец и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Молитва 5 на Свети Јован Дамаскин. Владико Господи Исусе Христе Боже наш, Ти кој единствен имаш власт да ги проштеваш гревовите човечки, како благ и човеколюбец, превиди ги сите мои знајни и незнани прегрешенија и удостој ме неосудено да се причестам со божествените, преславни, пречисти и животворни Твои тајни. Не за тежина, ни за мака, ни за умножување на гревовите, туку за очистување и осветување и наследство на идниот живот и царство, за крепост и помош, за разбивање на противниците и за истребување на многуте мои согрешенија. Зашто Ти си Бог на милоста, на штедроста и на човеколюбието, и Тебе слава Ти вознесуваме, со Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Молитва 6 на Свети Васили Велики. Знам, Господи, дека недостоен се причестувам со пречистото Твое тело и честната крв Твоја. И виновен сум и судот свој го јадам и пијам, не разликувајќи го телото и крвта на Тебе, мојот Христос и Бог. Но се осмелувам заради штедроста Твоја и пристапувам при Тебе, кој си рекол: кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, во мене живее и јас во него. Затоа смилувај се, Господи, и не отфрлај ме мене грешниот, туку стори со мене по милоста Своја, за да ми бидат овие светињи за исцеление, за очистување, за просветување, за запазување, за спасение и за осветување на душата и телото мое, за изгон на секакво мечтање и лукаво делање и дејство јаволско, кое со помисли делува во моето тело, за смилост и за љубов кон Тебе, за исправање и утврдување на мојот живот, за пораст на секоја добродетел и совршенство, за исполнување на заповедите, за заедница со Светиот Дух, за попатнина кон вечниот живот и за благопријатен одговор на Твојот страшен суд, а не за суд или на осуда. Молитва 7 на Свети Симеон Нови Богослов. Од скверните усни, од срцето гадно, од јазикот поган и од душата скверна, прими молба, Христе мој, и не ги презире ни зборовите, ни мислите, ни безсрамноста. Дај ми смило да го кажам она што го сакам, Христе мој,
и научи ме што треба да правам и да говорам. Согрешив повеќе од блудницата, која кога дозна каде се наоѓаш, купи миро и смело пристапи да ги помаже нозете Твој, Боже мој, Владико и Христе мој. И како што не отврли онаа која од срце Ти пристапи, ни од мене не возгнасувај се слове, и Твоите нозе дај ми да ги држам и да ги целивам, и со потоци солзи, како со скапоцено миро, смело да ги облевам. Изми ме со солзите мои, очисти ме со нив слове. Превиди ги прегрешенијата мои, прошка дај ми. Го знаеш мноштвото злоба и раните мои ги знаеш. И лузните мои ги гледаш и воздишките ги слушаш. Не е скриена од Тебе, Боже мој, Создателу мој, Избавителу мој, ниту една солза, ниту делче од капка солзена. Твоите очи го видоа она што се уште не го сторив, а во книгата Твоја напишано е она што се уште не е сторено. Погледни го смирението мое, погледни го сиот мој напор, и сите мои гребови прости ми ги, Боже, на се. Да со чисто срце, со мисла трепетна и со душа скрушена, да се причестам со нескверните и пречисти Твои тајни, со кои се оживува и обожува секој кој што со чисто срце ги јаде и пие. Зашто си рекол, Владико мој, кој го јаде телото моје, ја пие крвта моја, во мене живе и јас во него. Вистините секој збор Твој, Владико и Боже мој. Зашто причестувајќи се со божествените и боготворни Твои дарови, јас веќе не сум сам, туку со Тебе, Христе мој, светлост трисолнечна која го просветува светот. Нека затоа не бидам сам без Тебе, животодателе, моје дишење, животе мој, радост моја, спасение на светот. Затоа Ти пристапив, како што гледаш, со солзи и душа скрушена, и Те молам прошка на гревовите да добијам и неосудено да се причестам со Твоите животодавни и непорочни тајни. Та да видиш како што си рекол со мене најбедниот, за да не ме гребне прелесникот наоѓајќи ме без Твојата благодат, и заблуден да не бидам отстранет од Твоите боготворни зборови. Затоа кон Тебе припаѓам и топло Ти се молам, како што заблудениот син го прими и блудницата која Ти пристапи, така прими ме и мене блудниот и скверен, милостиви. Со душа скрушена сега кон Тебе приоѓам. Знам, Спасе, дека никој не Ти изгреши како јас, ниту го стори она што јас го сторив. Но сепак знам дека ни величината на прегрешенијата, ни мноштвото гревови не го надминуваат долготрпението, ни крајното човеколюбие Твое, Боже мој. Но оние кои што усорно се каат по милоста на Твоето сострадание, ги очистуваш, ги осветуваш и ги чиниш причасници на светлоста и заедничари на Божеството Твое. И често, како на своји вистински пријатели, им кажуваш нешта кои се чудни и за ангелите и за умот човечки. Тоа ме окрилува, тоа ме чини смел, Христе мој, и со надеж на Твојата богата кон нас добродетел се радувам, а воедно и треперам. Со оган се причестувам јас трева и, о необично чудо, надомно бивам оросен како капината која во дамнина несогорливо гореше. Со благодарен ум сега и благодарно срце, и душа и тело благодарно, Ти се поклонувам, Те величам и Те славам, Боже мој, кој си благословен сега и вечно. Амин. Молитва 8 на Свети Јован Златоуст. Боже, отпушти ги, остави ги и прости ми ги согрешенијата мои со кои Ти сгрешив, со збор или дело или помисла, волно или неволно, разумно или неразумно, се прости ми како благ и човеколюбец. И по молитвите на Твојата пречиста мајка, безплотните Твои служители и светите сили, и сите свети кои од секогаш Ти благогодат, благоволи неосудено да го примам Твоето свето и пречисто тело и честната Твоја крв, за исцеление на душата и телото и за очистување на моите лукави помисли, зашто Твое царството и силата и славата со Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Молитва 9 на Свети Јован Златоуст. Не сум достоен, Владико Господи, да влезеш под покривот на душата моја, но бидејќи како човеколюбец Ти сакаш да живееш во мене, дрзнувајќи се, пристапувам. Повелаш и ги отворам дверите кои Ти единствен ги создаде, за да влезеш со човеколюбието каков што си, да влезеш и да го просветиш помрачениот мој разум. Верувам дека ќе го сториш тоа, зашто не одби блудницата која со солзи Ти пристапи, ниту го отфрли митарот кој се покаја, ни разбойникот кој го позна царството Твое, ни покајаниот гонител не го остави каков што беше, туку сите кои со покаяние Ти пристапија ги вброи во редот на пријателите Твои. Ти кој си единствен благословен, секогаш, сега и во бесконечните векови. Амин.
Молитва 10 на Свети Јован Златоуст. Господи Исусе Христе Боже мой, отпушти ги, остави ги, очисти ги и прости ми ги мене грешниот и непотребниот и недостојниот слуга Твој, прегрешенијата, беззаконијата и гревовните падови мои, кои од младоста па се до денешниот ден и части ги согрешив, разумно или неразумно, со зборови или со дела, со помисли, со мисли или со настојанија и со сите мои чувства. По молитвите на онаа која без семено те роди, пречистата и присно Дева Марија, Твојата мајка, единствената непостидна надеж и застапништво и спасение мое, удостој ме неосудено да се причестам со Твоите пречисти, безсмртни, животворни и страшни тајни, за прошка на гревовите и за живот вечен, за осветување и просветување, за крепост и исцеление и здравие на душата и телото, за истребување и потполно погубување на моите лукави мисли и помисли и потвати ноќни мечтања од мрачните и лукави бесови, зашто Твое царството и силата и славата и честа и поклонувањето со Отецот и Светиот Твој Дух, сега и секогаш и во бесконечните векови. Амин. Молитва 11 на Свети Јован Дамаски. Пред портите на храмот Твој стојам и не отстапувам од страшните помисли. Но Ти, Христе Боже, кој митарот го оправда и хананејката ја помилува, и на разбойникот вратата рајска му ја отвори. Отвори ја утробата на човеколюбието Твое и прими ме и мене, кој приоѓам и се допирам до Тебе како блудницата и крвоточивата. Зашто оваа, допирајќи го крајот од ризвата Твоја, исцеление доби, а онаа, држејќи ги пречистите нозе Твои, разрешение на гревовите понесе. Јас пак бедниот, кој се осмелувам целото Твое тело да го примам, нека не бидам спален, туку прими ме како нив и просвети ги сетилата на душата моја, спалувајќи ја мојата гревовна вина, по молитвите на онаа која безсемено те роди и небесните сили, зашто си благословен во вечни векови. Амин. Молитва 12 на Свети Јован Златоуст. Верувам, Господи, исповедам дека Ти си навистина Христос, Син на живиот Бог, кој дојде во светот за да ги спасиш грешните, од кои прв сум јас. Уште верувам дека ова е самото Твое пречисто тело и ова е самата Твоја честна крв. Затоа Ти се молам, смилувај се на мене и прости ми ги прегрешенијата мои, волни и неволни, направени со збори, со дело, со знаење и незнаење, и удостој ме неосудено да се причестам со пречистите Твои тајни, за прошка на гревовите и за живот вечен. Амин. Пристапувајќи да се причестиш, кажи ги во себе следниве стихови на Свети Симеон Метафраст. Еве, пристапувам кон Божествената Евхаристија. Создателу, не спалувај ме заради причестувањето, зашто си оган кој ги гори недостојните, туку очисти ме од секоја скверност. Потоа молитвата. Прими ме денес, Сине Божи, за причесник на Твојата тајна вечера, зашто нема да ја кажам тајната на Твоите непријатели, ниту ќе Ти дадам целив како Јуда, но како разбойникот те исповедам. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Потоа следниве стихови. Човеку, ужасни се гледајќи крвта што Бог отвори, зашто е жар кој недостојните ги гори. Божественото тело ја обожува и храни, го обожува духот, а умот го храни чудесно. Потоа тропарите. Ме привлече со љубовен копнеш, Христе, ме измени со љубов божествена. Со оган невештесен спали ги гревовите мои и удостој ме да се исполнам со радоста која е во Тебе, таликувајќи да ги возвеличам благи двете пришествија Твои. Како ќе влезам јас недостојниот во сејот на светиите Твои? Зашто ако се осмелам да влезам во брачните одаи, ризата ми издава зашто не е свадбена и врзан ќе бидам исфрлен од ангелите. Очисти ја, Господи, скверноста на душата моја и спаси ме како човеколюбец. Потоа следната молитва. Човеколюби владико, Господи Исусе Христе Боже мој, нека не ми бидат на осуда Твоите светињи како на недостоен, туку за очистување и осветување на душата и телото и во залог на едниот живот и царство. Да се приврзам кон Бога за мене е добро и да ја полагам во Господа надежта за моето спасение. И повторно. Прими ме денес, Сине Божи, за причесник на Твојата тајна вечера, зашто нема да ја кажам тајната на непријателите Твои, ниту ќе Ти дадам целив како Јуда, но како разбойникот Ти исповедам. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое.